Драги наши следбеници и поддржувачи на македонската фудбалска репрезентација, даваме поддршка Македонија на европско. На 8 октомври на националната арена не очекува надпреварот против Косово, а денеска ќе разговараме со нашиот легендарен Златко Калински. И предпоставувам дека малкумина од нас, од ова фела, и не треба некоја посебна најава за човек како Калински. Ви благодарам што сте тука. Благодарам на поканата. 2017 беше последниот официјално телевизиски пренос Реал Мадрид против Атлетико, полуфинале во Лигата на шампионите, а како да беше вчера. Такво чувство имаме. 3 години и неколку месеци помина, ми се смени животот, ми се сменија нештата, она што ми беше, што се вика, приоритетна цел ми била работата, понекогаш и на уштрб на семејството. Одеднаш стана животот сосема различен, без таа прекрасна новинарска обврска што ја имав во радиото и телевизијата 42 години. Секогаш што се вели со еден приоритет станував што имам денеска да сработам. Беше убаво, убави се и пензионерските денови, сепак на свој начин. Ке ви биде утеха ако кажеме имаме чувство дека никогаш не сте заминале од телевизијата? Па ми е драго што ќе ме сретнат луѓето, истото тоа ми го кажуваат, го препознаваат гласот. Убаво е тоа чувство кога знаете дека сте имале поддршка од тоа широко гледалиште и слушалиште во нашава земја, дека сте работеле работата добро, барем според реакциите, и тоа ми исполнува. Сум сакал секогаш да бидам професионален во работата и мислам дека секому му значи кога ќе го поздрават на тој начин. Дека некого му недостигачи. Веројатно некој од вашите колеги ќе извика Македонија се пласираше на европско првенство. Имате такво чувство? Па имам. Имам и како што се ближи, како е се поблиску тој здив на европското првенство, така и возбудата кај мене е се поголема и мислам дека ја споделувам со пошироката македонска спортска јавност. Мислам дека Македонија, нашата репрезентација, може да одговори на тој предизвик. Мислам дека има квалитет. Тоа го докажа и низ надпреварите од изминатите квалификации и претходно, да не ги забораваме мечевите со Италија, загубивме, па потоа нерешено на гости со Шпанија, па на крај и последниве два надпревара против Арменија и Грузија, кои што даваат надеж дека знаен Македонија да игра на резултат, знае во даден момент да одигра како што треба и да ја оствари целта. Имате омилена генерација на македонска фудбалска репрезентација, иако вие сте во години кога веројатно ќе кажете таа генерација прва на Дарко, на Илија Најдовски, на Чеде Јаневски, Добре, на Гидовски. Тоа беше генерација која во еден специфичен период кога претходно Вардар во југословенскиот фудбал стана шампион, кога Вардар од недела на недела не го скитуваше со резултатите што ги постигнуваше, па потоа сето тоа се префрли малку и на македонската репрезентација која прв пат излезе по осамостојувањето на европската сцена. Имаше еден амбиент во кој што играше македонската репрезентација. И би рекол дека таа генерација, мислам дека најмногу ме исполнувала. Подоцна, полека, не би рекол дека имаше некоја постандардна генерација која што траеше подолго. Мислам дека многу често се менуваа и селекторите и играчите. Сега ова последниот период, во овие 5 години од како дојде Игор Ангеловски на селекторското место, мислам дека полека се стандардизира
репрезентацијата до 21 година, која го избори тој историски пласман на Европското првенство, направи да се направи еден костур на репрезентацијата во која што Пандев е во својата трета фудбалска младост е апсолутен лидер и инспиратор, мислам, на сите овие помлади и една генерација во која што имаме одлични играчи, кои што играат во познати клубови и кои што играат подолго време заедно. Затоа би рекол дека оваа генерација, мислам дека може да направи многу, дека може да го направи оно исчекор што не сме го дочекале од претходните генерации. Кога е во прашање македонската репрезентација, ние сега имаме шанса за пласман на Европско првенство. Никогаш не сме биле поблизу отколку сега против Косово, па Грузија или Белорусија. Чувствувате вие притисок како ТВ коментатори во однос на значењето на надпреварот, кога знаете дека цела македонска јавност ќе биде пред малите екрани? Затоа што и низ моето репортерско искуство, секогаш кога доаѓало да се испуца пеналот, кога ќе дојде онаа последна минута, не сме знаеле да го исчекориме, не сме можеле, со исклучок на ракометарите на Вардар, кои два пати отидоа надвор од тоа проклетство наше и освоија европските титули буквално во последните секунди. Затоа имаме една кочница, но мислам дека имаат ментална сила овие фудбалери. Мислам дека имаат добар тренер, добар селектор кој што знае да ги подготви. Мислам дека има кај нив една хемија и мислам дека се свесни, дека ова се моменти кога можат да влезат во историја, кога испишуваат една историска страница во македонскиот спорт. Да се стигне на Европско првенство во фудбал, навистина е нешто величествено за мала земја како што е Македонија. Мислам дека треба да го следиме примерот од, например, последното Европско првенство во Франција, кога имаше неколку дебитанти. Исланд, например, или Северна Исланд, Велс стигна до полуфинале стигна. Не само што успеа прв пат да стигне до Европско првенство, стигна и до полуфинале. Исланд стигна до четвртфинале, оној меч на Стад де Франс со Франција, со многу голови, со сето тоа што предизвика една еуфорија во тие земји. Мислам дека овие фудбалери можат да го направат тоа пред се за себе, да стигнат на тој величествен фудбалски полигон, а и да направат и за својата земја да биде еден месец среќна, да живее во еден фудбалски сон. Она што е во моментов надвор од нашата стварност, која што е оптоварена со многу други работи во кои гледаме малку индивидуални или екипни вредности. Така да мислам дека ќе најдат ментална сила за физички, тактички, не се сомневам воопшто дека ќе го направат тоа. Впрочем, играат подолго време заедно, сите се познаваат во душа. Мислам, јас сега малку сум надвор мислам дека има кај нив една убава хемија во екипата, дека не сум слушнал за некаков ексцес, за некаков инцидент, за било што. И гледам дека живеат во еден свет во кој што сакаат да направат нешто големо, а за нас големо е учество на Европско првенство. Сте биле дел од многу надпревари на македонската фудбалска репрезентација. Веројатно имате најдрага победа, најнеочекувана или не знам? Не беше толку неочекувана колку што беше драга против Хрватска во квалификации. Инаку многу надпревари против Англија, тука 2 пораза, против Италија, оној пораз од 3:2, многу тешко би падна, што се вели, на залезот од мојата репортерска кариера. Оние 3:2 не можам да ги заборавам, кога во последните моменти Чиро Имобиле направи пак да офнеме, да кажеме, малку требаше. А би се обложил дека ќе речевте надпреварот Македонија-Шпанија, кога Пандев 2 пати стрелаше во мрежата на Вегина? Тоа беше прекрасно нешто.
малку отидов на овие од надпреварувачки карактер мечеви. Инаку тоа е незаборавен меч. Прво беше тоа од свечарски карактер. Една убава атмосфера, пуштањето на северната трибина во градскиот парк, преполн стадион, во најдобар состав дојде на Шпанија со сите оние величини, во улога на светски шампион и одеднаш бум, еден гром, па уште еден гром на Горан Пандев 2-0 на полувреме. Страшно нешто. Беше Канатларовски со мене заедно со Цапар го коментиравме. Си удараме со раце, се случува ли ова, можно ли ова што го гледаме. Добро, се виде после во второ полувреме. Меѓутоа тоа полувреме беше прекрасно. Тие 2 гола, тие 2 магии, тие 2 контри на Горан Пандев, навистина е нешто преубаво. Ви доаѓало фудбалери од репрезентацијата да ви искоментираат понекогаш за начинот на кој што вие сте го представиле во пренос? Или авторитетот на Калински е толку голем што немале храброст на некој начин? Па, не знам сега, јас кога ја работам репрезентацијата, влегував со еден респект. Со еден респект према тие имиња и не сум сакал премногу да критикувам во моментот. Така не сум имал таков. Иако сме имали тешки порази. Да. Меѓутоа, ете на пример од ја година тие 5-1 против Србија, навистина беше многу мачно, беше крај на квалификации, си отиде селекторот, дојде селектор веде што се вика да ги вади костените од оганот. Како да се чувствуваше еден распад што се вели последно место, лоши резултати и уште на крај тој пораз. А тогаш бевме во група со тој Велс кој играше полуфинале на и со Србија која што ја победивме во Скопје. Во Скопје ја победивме. И имаше една одмазничка атмосфера и на трибините, и мислам и меѓу противникот. Па со Горан Милковски го работевме тој пренос, имавме коментаторско место, така една ложа, се наредија гледачи, не можеме да го гледаме теренот. Па оние грчки знамиња кои што се декор кој што беше, на сето тоа се надодврза и резултатот. Направив интервју после надпреварот со некој од играчите, сите не сакаат да зборуваат, разочарани. Еден тежок момент, меѓутоа не сум имал конфликтна ситуација со репрезентативец, немало ни потреба. Ако сум кажал, ако сум критикувал, веројатно имало зошто, но секогаш што се вели со една мерка, затоа што јас немам детали кој како се чувствува во моментот, дали има температура, дали влегол под некаква, не знам, друга пресија, семејна или ваква или онаква, и секогаш сум имал разбирање и за слаба игра и за незалагање. Не, меѓутоа за некој ако не одигра добро, се случувало и тоа. Потешко е да ги следите сега надпреварите како гледач, како поддржувач на некој тим или репрезентација, или ви фали неизмерно тоа 42 сега малку повеќе се возбудува откако кога работи човек е влезен во тој филм, во коментирањето и концентриран на тоа што се случува. Сега малку гледам повеќе детали и техничко-тактички аспект. Така, и повеќе детали, мислам и што се случуваат. Сосема поинаква е перцепцијата. Верувате дека ова е најдобриот македонски состав низ историјата, еве? Беше наш гостин и Драган Канатларовски Цапар, рече ние сме како генерација во позрели години. Сите бевме над 30, веројатно и немавме доволно време и да собереме искуство во репрезентацијата, меѓутоа и да оствариме поголем резултат. Добро, тоа беа имиња кои што играа во познати клубови, почнувајќи од Дарко Панчев, од Канатларовски, од Најдовски, од
Чеде Филип, Јаневски. Чеде Јаневски, од кои да не заборавам некој Бошко и Милко Ѓуровски. Бошко и Милко Ѓуровски сите играа во големи клубови и ова сега подсетува на тоа. Сега ова веќе подсетува, да не зборувам, Горан Пандев направи кариера, еве го Елмас игра во Наполи, еве го дочекавме у Премиер лига нов играч Алиоски, Барди го гледав синоќа, игра во Леванте, носи десетка. Тоа не е туку така да се носи број 10 во една екипа, како и Алиоски во Лиц, така да апсолутно мислам дека ова е на добар пат оваа генерација да си направи свое место во историјата на македонскиот фудбал. Се уште ве релаксира најмногу снукерот кога го гледате дома? Да. Веројатно Ронио Саливен ви е исто еден од фаворитите, ја славеше не знам која мастерс титула пред неколку месеци. Да, светски шампион стана. Светски шампион. По шести пат стана светски шампион. Да, снукерот е една игра прекрасна, многу релаксирачка, многу интересна, волшебна игра која ме релаксира, навистина ја следам секогаш кога можам ги следам надпреварите во снукер. Инаку следам се сега. Да, имам време. И веројатно еден од дневните ритуали е кафе муабетот со вашите познаници уште од време. Да, ние во Мементо кај Џутла од спротива на старата американска амбасада и тука ние таа матица каде што се собираме и најмногу има тениски фанови, се прави многу муабет за тенис. Џоковиќ име слаба точка на сите. Се прават за кошарка се, НБА лига, завршниве надпревари, плейоф, завршница. Жал ми е што оваа година поминува, го пропуштивме Вимблдон, го пропуштивме Европското првенство во фудбал, ама ќе биде. Па и Олимпијадата ја пропуштивме Олимпијадата. И ја очекував оваа година како ова лето како лето што ќе ми биде исполнето буквално со спорт. Меѓутоа тоа е денот, не може да мине без кафе муабет, без малку Македонија сарнабаца, Косово веројатно е прекрасна причина за спротиставени можеби мислења. За жал малку се дружам и со помлади, но и со постарата генерација. Го нема оној амбиент што бил порано. Ако игра репрезентацијата, се седи од изутрина во парк или во Идадија и се разговара за фудбалот. Ако игра Вардар, исто така. Ако игра работнички, исто така. Жал ми е што се помалку се зборува за македонскиот фудбал. Јас се обидувам да им наметнам, ама не го следат многу. Веројатно ако и тоа многу ме боли. Косово, Многу ме боли. Седевме во едно друштво на денот кога играше Вардар, Македонија против Ерменија. Беше на 8 септември, мислам дека беше на празникот беше. Можеби, не сум сигурен во мислам моментот. дека беше. Седиме на кафе и сега разговараме за ова, за она, за спорт, за викам, знаете ли дека денеска Македонија игра? Па даде. Па да направиме малку муабет и за тоа. Многу ми е симптоматично и многу ме боли што е така, што сега заради короната празни се стадионите секаде. Ама што и претходно ние како со години наназад да минуваме што се однесува до посетеноста на надпреварите од Македонската лига, па и на репрезентацијата како да сме минувале низ корона кризата. Да се надеваме дека ќе одиграме heavy metal фудбал Да. против Косово и дека ќе го мислам дека ова е моментот. Ова е моментот. Нашата репрезентација сака да се надпреварува, сака да се докажува. Има ли подобра причина сега за еден таков доказ? Жал ми е само што нема публика, што ќе се игра без публика, што не можеме таа љубов, таа желба да им ја пренесеме од трибините.
Ете, на овој начин се обидуваме. Ви благодарам многу што... Јас само би порачал на нашите фудбалери, кога ќе истрчаат, да истрчаат со верба и во себе, и со играчите, и во селекторот. Да бидат свесни дека можат да испишат историја, дека можат да ни го направат животот многу поинтересен, поубав, а и самите себе си да се дигнат многу повисоко, бидејќи ова се моменти кои ќе ги паметат за цел живот. Јас им посакувам се најдобро, им посакувам победа која ќе отвори уште една врата до онаа завршната која би значила и пат на Европското првенство. Мислам дека го заслужуваат со се ова до сега што го покажа. Сега се сетив на една порака која што Владко Стефановски ми ја даде на македонските репрезентативци пред неколку години, кога Бошко Ѓуровски беше селектор на Македонија. Дојде во тимскиот хотел и рече: вие сте многу поголеми од мене, играте во странство, заработувате многу пари. Меѓутоа, јас кога одам во странство, сите мене ме гледаат дека сум од малата Македонија и како еден аутсайдер. Може би во очите на било која друга репрезентација и вие изгледате така, но ако имате верба во себе, ако играте со срце и со дека ќе дадете се од себе, тогаш макар и да изгубите, никој нема да ви се налоти. Апсолутно во право е Владко. Ви благодарам на пораката, на поддршката и дај Боже да славиме на 8 октомври против Косово и останете во добро здравје. Благодарам, фала за поканата на телевизиските екрани.